Едно големо хелоу или едно големо здраво, почитувани гледачи, за сите оние кои што во моментот сте пред вашите мали екрани. Ние се наоѓаме на градскиот плоштад, токму на 21 март 2026 година, на денот на пролетта, на 12-тото поред издание на манифестацијата Зелникот на баба, кој што е во организација на општината Пробиштип. Плоштадот Свети Гаврил Лесновски во Пробиштип беше премал за да ги собере сите љубители на традицијата и добрата македонска песна на 12-тата поред манифестација Зелникот на баба, која ги надмина сите очекувања. Околу 8.000 посетители од цела Македонија и од соседните земји. Градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски упати огромна благодарност до секој еден посетител, до вредните раце на месторите на Зелникот и до сите кои помогнаа овој ден да биде магичен. Денес сме овде на една прекрасна манифестација Зелникот на баба, кој што веќе прераснува во традиционална манифестација која што ја организира општина Пробиштип. Оваа година е 12-ти пат поред која што ја организираме. Прекрасен настан. Ова година има најмногу учесници и во надпреварувачкиот дел, меѓутоа според наша проценка и најмногу посетители кои што се дојдени од сите градови во Република Македонија, меѓутоа има посетители и од странство. Се надевам дека сите присутни денеска ќе се чувствуваат убаво во нашата општина. Се надевам дека ќе ги вкусат гастрономските специјалитети кои што ги нуди овогодинешната манифестација. Тоа е зелникот, кој што е една од најубавите традиционални македонски јадења. За жал, се помалку млади го знаат да го приготвуваат, меѓутоа еве ние и во тој дел ќе се потрудиме да ја пренесеме традицијата на најмладите. На сите присутни им посакувам убав престој во нашата општина, им посакувам уште многу години да ја развиваме оваа манифестација и од година во година да биде се поуспешна и поуспешна. Ради Илиевски, раководител на оделението за јавни дејности при општина Пробиштип, најави дека веднаш по завршување на 12-тото издание ќе почне со постапка за брендирање. Веќе по завршување на манифестацијата ќе преидеме на тоа да си ја брендираме, да си ја заштитиме оваа манифестација која што е единствена, уникатна во Република Македонија, единствена од ваков вид и токму за тоа зборува оваа голема посетеност. Манифестацијата Зелникот на баба 12-та година е, меѓутоа годинава требаше да славиме 15 години, меѓутоа од одредени причини неколку години не ја одржавме. Самото одржување 12 години да живее оваа манифестација, да постои, многу значи во делот на белег, општо препознатлив белег на градот, освен што не познаваат како рударски град, како град на најголемиот и неубавиот аквапарк, не знаат сега и како град на Зелникот на баба. Годинава очекувавме доста голем број, меѓутоа до оволку не очекувавме, што значи самата манифестација буди голем интерес и за учество, и за посета на истата. Сами можете да видите која илјадна публика ни е дојдена од сите краеви на Македонија. И за споредба, последниот пат имавме 22 штанда, сега имаме 35 штанда, што значи далеку поголем интерес и далеку поголеми групи за учество на истата. За истата се залагаме понатаму да ја прошируваме и да ја надоградуваме и меѓутоа да си ја негуваме ваква каква што е, затоа што самата посетеност говори многу. Годинава на манифестацијата Зелникот на баба имаше 35 штандови на кои се нудеа зелници од сите краишта на Македонија. Учесничките ги презентираа своите вештини во подготовка на Зелник. Гледачи, се наоѓаме на манифестацијата Зелникот на баба, се наоѓам на еден од штандовите. Добар ден, како се викате и чиј е овој штанд? Добар ден, јас сум Калина Нанева од село Ратовица. Едната маса, дел од оваа маса е од село Ратовица, стуканите работи. Ние сме познати по Зелникот на баба, старовремски зелник, така што се прави со печени кори. И затоа сме денеска тука да го проновираме. Одлично. Кажете што све има овде на овој штанд? Овде има
еден зелник со јаболка. Да? Има друг со прас. Имаме тука со зелка, кисела зелка таму. Да? Тука има некои кифли. Има зелник исто со прас, со зелка, со спанек, со коприва. Со се може да се направи. Домашно, чисто еколошки. Кажете ми колку жени се вклучени за подготовка на оваа маса и колку време беше потребно за да се направи сето ова? Овде на оваа маса, дел од ратовичката маса се 4 жени. Да? Од 2 зелника, тоа се 8 и плюс додаток имаме секој што сака пожелба да направи нешто од донација. Одлично. За колку време ги направивте сите? Зависи од работата, кој како е свеж за работа. Ја за 2 дена. 2 дена, 8 зелника имам направено. Како се допаѓа оваа манифестација? Одлична. Како најубава во Македонија. Прекрасна екипа овде, гледам. Добар ден, како се викате и чифа Јас сум обештан? Даница. Да? Даница сум организатори сме ние сите. Ова е од село Пишица. Ова е штандот Сите значи на штандот, селото да, Пишица. да, Што да. има се овде на овој штанд, ке ни Имаме кажете? и посно и мрсно, погачи, кифлички, благио, имаме зелници, имаме највише погачи, имаме и знамето на погаче направено. И кифлички, банички со мрсни, постни, зелници, мрсни, постни, имаме сукани, со кори сушени. Одлично, ке ни кажете ли како го подготвувате зелникот? Ајде, повелете. Како секоја година и оваа година решивме да учествуваме во манифестацијата Зелникот на баба. Благодарение на жените од село Пишица и благодарение и тие што се овде и што не се овде, значи сите и фала што на во бевме. Мислам го организиравме на овој ден да го разубавиме на сите. Кажете еве како го подготвувате зелникот на баба? Подготвуваме на тој начин што ги сукаме корите. Некои се неизработени со прас, со спањек, со коприва. Имаме со јаболко, посно, погачи имавме исто така изработени и така. Како го подготвувате зелникот, прашав? На кој начин? Ги сушиме корите, ги сукаме, ги сушиме корите на чаршав и после ги собираме и во фалти ги намрсуваме и одоздола има најголема кора и таа кора после одозгора ја виткаме врз другите. Колку често правите дома зелник? Зелник за секој празник. Уживаме да правиме често, Да. Уживаме да го Колку младите сакаат да научат да направат вакво традиционално јадење? се заинтересирани. Да, и младите. И младите Има и млади, ама имаат обврски поредно се големи. заинтересирани. На работа одат, така ние се собираме појќе пензионерите. Еве, почитувани гледачи, одиме се селиме на друг штанд. До мене е председателот на Сдруженијето на пензионери на општина Пробиштип Груица Манасивев, кој што е токму тука кај неговиот штанд, односно кај нивниот штанд. Како се чувствувате денес председателе на оваа прекрасна манифестација? Па чувството е прекрасно, да ви кажам. Прво, денот се погоди баш за ваква прилика. Ќе имаме многу гости, верувам дека оваа година ќе се обори рекордот по посетеност. Имаме од повеќе од 40 и неколку општини, заедно со локалната управа, значи овој бренд локалната управа го градеше со години, ние сме како помогатели. Имаме денеска за задача да нашиот актив на жени и нашите вредни пензионерки да усукат 23 зелника, кои еве секој момент ќе бидат поставени на масата и мислам дека ова што се случува во Пробиштип го нема никаде во Македонија и не само денешната средба. Имаме уште еден бренд, тоа е Мала Богородица во Лесново, каде што во еден ден се собират најмногу луѓе на едно место, така да знаеме дека ова е Пробиштип, знаеме да организираме и знаеме да бидеме многу добри домаќини. Кажете колку жени се вклучија за да ги направат овие прекрасни зелници да изгледа така прекрасно овде на овој штанд? Па околу 25 пензионерки од активот на жени, значи учествуваат на оваа манифестација. Тие секоја година сукат изнад 20 зелника.
зелници кои се доста квалитетни, кои се доста барани. Ќе видите, кој ќе помине комисијата, после 5 минути веќе нема ништо наостало, значи не само на нашиот. Све што е донесено од цела Македонија, па и од надвор, пошто има гости од Благоевград и од Босилиград, требаше да има и од Лесковац, меѓутоа Лесковац се спречен од некои нивни причини, не дојдоа. Верувам дека денеска сите добронамерни луѓе кои се дојдени во Пробиштип ќе се осеќаат како да се дома. Ние секогаш знаеме како да ги пречекаме. Верувам и денеска ќе успееме во нашата намера. Еве гледам уште еден прекрасен штанд овде од дел од 12-тото пред издание на манифестацијата Зелникот на баба. Добар ден, од каде доаѓате, како се викате и чиф е овој штанд? Ние доаѓаме од Битола, Да, дури од Битола, специјално за манифестација. специјално за манифестацијата. Ова не ни е прв пат, имаме учествувано и други години. Сите жени заедно, настанот е преубав. Ова е Сдружение на пензионери од Битола, секцијата на жени, преубав настан, кој Колку жени се дојдени од Битола денес овде да учествуваат на оваа манифестација? ние тука сме 4. Одлично, што се направивте, ќе ни кажете, ќе ја представите масата? Да, еве имаме ние растргани мазници, зелници, погачи, банички, други мазничиња. Се потрудивме од се по нешто. Да, повели? Преубав е настанот. Мислам дека се производите преуба и ги продаваме одма. И стрекни сме што парите одат за хуманитарни цели и сакаме искрено на овој настан да учествуваме. Вака сега ќе ве прашам, дали ќе ни го откриете рецептот како битолчанки го подготвуваат зелникот? На кој начин ќе ни го откриете ли рецептот? Па ќе ви откриеме. Ајде. Растрган или растрганиот. Да. Се меси тесто со вода, брашно, сол и малце масло. Тестото да е убаво, гладко, измесено, се остава да постои. После тоа се топчиња се месат, се расукуваат колку тацна, се оставаат исто да постојат, се растргаат и еве вака убаво изгледаат, како што гледате, преубаво. За колку време Се печи околу 30 минути. За колку време е потребно за да се направи еден зелник да биде готов комплетно? Па час и половина да речам. Може и 2 да направи за тоа време. Во Битола ќе ве прашам дали младите сакаат да научат да направат вакви јадења? Сакаат. Учат? Последно сакаат, да, сакаат. Не толку, ама сакаат. Океј, ви благодарам за разговорот и ви посакувам Убав пријатен ден. престој денес овде во Пробиштип. Ви благодариме за приемот, за овој прекрасен амбиент. Уште еден прекрасен штанд, почитувани гледачи, кој што е дел од манифестацијата Зелникот на баба. Ова е штандот на Сдружение на пензионери од Кочани, соседното Кочани. Добар ден и добро дојдовте во Пробиштип. Добар ден и добро ве најдовме и ви благодариме многу на поканата што секоја година не удостојувате за да ви бидеме гости и ни дозволувате да имаме штанд со зелници на баба. Одлично. Еве кажете колку жени се дојдени денес од Кочани, колку жени учествува да се направи се тоа и што се има на штандот? Учествува околу 4 жени, затоа што така на
инсистира програмата, значи од секое Значи, здружение такви се условите, претпоставам. така, од секое здружение по 4 жени, така да повеќе жени работеа, меѓутоа само 4 дојдоа да бидат присутни на оваа манифестација. Одлично, што има на штандот? На штандот има зелник со прас, зелник со урда, лапа, покочански наречено орис со мак или афион, Да? зелник со урда, зелник со семе и зелник со прас. Кифлици, гевреци, Значи се што може да се направи од тесто. се што може да изработи една домакинка, жена, баба, да кажеме. Сега ќе ве прашам како вие во Кочани, на кој начин го подготвувате зелникот, ќе ни го откриете ли тајниот рецепт? Тајни рецепти нема. Брашно, вода и сол, малку шекер за да биде благ и се месе тесто, потоа се сукат кори. Од кога ќе се исукат кори, зависи од количината на брашното, 7, 8, 10 кори, зависи од големината на плекчето и се редат, се ложат, да кажеме покочански корите, се става зајрето или урда, прас, било со што сакаме да го направиме и пак се стават кори и на крајо се става да се пече. Заборавив да кажам дека се става и масло или зејтин. Почитувани гледачи, значи се уште сме дел од манифестацијата Зелникот на баба, уште еден прекрасен штанд кој што е дел од прекрасната манифестација Зелникот на баба. Добар ден, гледам многу зелници изработени од вешти раце. Добар ден, како се викате и чиф овој штанд? Добар ден, јас сум Анетка Спасовска, штандот е од Злетово. Да? И Што се има на штандот? на штандот има зелници, све е посно, значи Да? зелници со прас, со штавел, со блитва. Има со печени кори, има и колат. Како се вика тој колачот? Погача имаме, банички имаме, значи све е посно. Одлично, супер, колку жени? Околу 15 жени сме тука. 15 жени Да. направија прекрасни изработки од тесто. Ке ни го откриете рецептот на зелникот, на кој начин го подготвивте? Па да. Значи ги сукаме корите, Да. ги подпечуваме на шпорет со печени кори. Имаме зајре, зеле, како се вика, зелето се одржи спањак, зелка, прас, штавел, нешто домашно, може и копривчиња некои. Да. И на секоја кора ставаме зеле, па поново кора, пак зеле, пак кора, значи кат по кат си ода и се формира И потоа зелникот. се пече, претпоставам, да. Да, обавезно се пече. Колку време е потребно да се направи еден зелник? Час, два? Па час да речеме. За еден час, значи? За по-вешти раце, по-брзи раце, час. А за оникој што не се толку вешти? Може час Малку и пол. повеќе. Да. Добар ден, ова е од Новаци. Да. Силата на бабата, името ние, стално учествуваме и поканети сме од вас. Одлично, супер. Кажете... Првите години, прва награда колешката добија во месење, седне надам дека и оваа втора година, и или? сега па е пријавена ја побара ја, како ќе биде не знаеме. И се продава. Одлично, супер. Кажете што се за ова година подготвивте за овој штанд? Зелници, мазници, крофни. Ево се, што е на масата. Одлично. Ќе ве прашам колку денес младите сака да научат да направат вакви јадења. Има ли интерес? Ве прашуваат ли како да ги направат овие јадења? Зависи кој, како. Да? Некој се, некој не. Некој ќе си купа, ама некој се труди да направи. Одлично, ви посакувам пријатен престој денес овде во Пробиштип на оваа манифестација.
Младите имаат интерес за сукање на зелници и баници. Доказ за тоа е учеството на учениците од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово. Почитувани гледачи, како што веќе забележувате, до мене се ученици од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово, а до мене е и нивниот професор, односно наставник Младен Мицевски. Кажете ни, со што се вклучувате во учество на оваа манифестација? Оваа година ќе учествуваме во два дела. Првиот дел ни е во надпреварот за брзо сукање. Нашиот ученик Ален Тасев ќе се надпреварува во категоријата за брзо сукање, а дополнително останатите ученици заедно со мене ќе направиме на кратка работилница за подготовка на традиционален зелник. Колку ученици денес се овде на оваа манифестација од Кратово? Денеска се 4 ученика, всушност Билјана Пешевска, Ива Алексева, Ален Тасев и Ален Мустафов. Дали досега во наставната програма ја правевте зелник? Да, дефинитивно веќе од прва година кога почнуваме да учиме готварство, една од првите работи кои што се трудам и јас како наставник да ги пренесам, тоа се традиционалните рецепти покрај нели интернационалните што ги имаме, а дефинитивно една од работите кои што ги правиме први е и традиционалните зелници, така што уште од прва година веќе пробуваат да сукаат, а понатаму се надоградуваат. Мора да кажам дека нели во нивните домови се уште се чува оваа традиција кај голем дел од нив, така што комбинација од мудрост и угостителски техники навистина дава добар резултат. Каков е интересот учениците да прават едно вакво традиционално јадење? Има ли интерес? Да, дефинитивно сакаат да научат и сакаат да видат како се подготвува. Некои од нив имаат некое претходно искуство, но дополнително на училиште јас се трудам сите да се обидат да направат. Дефинитивно мора да споменеме дека и понатаму некои се заинтересираат повеќе во овој дел. Нормално гастрономијата е огромна тема, така што некој си се специализира повеќе за овие работи кои што се тесто, некој за други специјалитети. Мора да кажам дека и за интересот за доаѓањето тука беше навистина поголем од страна на учениците, така што направивме интерен надпревар, па учениците што се тука се пласираат за да присуствуваат на манифестацијата. Со оглед на тоа дека ова не е ваше прво учество на оваа манифестација, едно ваше видување за истата? Ова е навистина една одлична манифестација која што јас би го пофалил пред се менеджментот и начинот на кој што се организира, бидејќи навистина ова е макотрпна работа да го добиеме на крај овој продукт што го имаме денеска, а тоа е посетители од сите страни на државата, но и од странство што е многу значајно, што го прави интернационален веќе овој настан. За нашите ученици мора да спомнам дека ова е едно одлично искуство да се доближат до традицијата уште повеќе, да се запознаат со некои карактеристики кои што ги има традиционалното подготвување на зелникот, особено со мрежувањето со останатите учеснички кои што се претежно повозрасни дами, кои што имаат долго искуство и традиција во подготовка на овој зелник. Океј, ви благодарам за разговорот и ви посакувам пријатен престо денес овде во Пробиштит на оваа прекрасна манифестација. Благодарим и на вас, се надам дека наистина ќе излезе една одлична манифестација. Здраво, кажи ни како се викаш ти? Здраво, Билјана Пешевска. Ученичка во? Да, Средното општинско училиште со Митко Пенџуклиски, 3-та година. 3-та година, како ти се допаѓа оваа манифестација, дали за прв пат си тука? Па да, за прв пат сум тука, пред тоа имаме учествувано на други манифестации со готвење и многу други. Со оглед на тоа дека манифестацијата се вика Зелникот на баба, ќе те прашам дали дома сукаш зелник? Да. На кој начин ќе ни откриеш? Па, не знам како да објаснам баш, ама за патни кога најчесто тој зелник најчесто го се го сукам дома, моите многу го сакаат и тоа го правам. Еве уште еден ученик кој што доаѓа од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово, кажи како се викаш? Ива Алексева. Која година си? 2 година. 2 година, дали веќе имаш дома пробувано да сукаш едно вакво традиционално јадење? Дома не, со текна во училиште имам учено. И што мислиш, лесно? Па за прв пат се гледат потешко, но потоа лесно се. Интересно ти е да сукаш зелник? Да. Има ли и други ученици што се заинтересирани да прават едни вакви традиционални јадења? Каков е интересот? Убав интерес. На манифестацијата Зелникот на баба се демонстрираше како се прави зелник. На лице место се сукаше и се печеше подвршник.
играј срце. Уште ќе играте, па после ќе тажиме. Ајде. Абе има ли хубава музика од македонскава? Кларинетов плаче. Плаче. Покрај тоа што се демонстрираше како се прави зелник, воедно се одржи и надпревар во брзо сукање на зелник. Во надпреварот учествуваа 8 домакинки од различни краеви на Македонија, а дел од надпреварувачите беше и еден ученик од Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово. Васка Петрова беше најбрзата домакинка помеѓу 8-те надпреварувачи, која успеа да усука за неполни 20 минути. Добар ден! Добар ден! Нека е среќен денот! Фала, нека е среќен и на вас. Токму вие сте најбрзата денес, која што за многу кратко време успеавте да усукате зелник. Кажете ни како се викате, од каде доаѓате? Јас сум Васка Петрова од село Истибања, Виница. Дали за прв пат сте на оваа манифестација? Втор пат. По втор пат? Да. Како ви се допаѓа? Убаво многу. Да. Многу ми се допаѓа, многу е убаво. И друг пат сум учествувала и... Вие сега кажете ни за колку време и како успеавте да бидете денес прва? Шо знам? Брзо сукање, јас сум таја што брзо си фаќам. Да? Тоа. И дома брзо усукувате? И дома многу брзо сукам и така. Ке ни го откриете рецептот на зелникот? Ке ви го открием. Еве, кажете ни. 1 кило брашно, пола кило вода, сол, квасец и зајтинче малку усукањето и многу се поубаво сука кога се стави зајтинче. Да. Како е остатокот од конкуренцијата денес? Другите што се надпреваруваа? Па добро е. Да? Шо? Гледам дека сте премногу возбудени. Ви посакувам пријатен ден денес овде. Фала и на вас. Настанот беше збогатен и со музичка програма во која настапија
Културно-уметничкото друштво Злетовски рудар, Културно-уметничкото друштво Весели пензионери, Градскиот хор Срма Пробиштип, Влашка пејачка група Грамостањ, Блага Петревска, Смилја Митревска и Катерина Таневска Ѓоргиев. Во продолжение да погледнеме дели од музичката атмосфера.
уште ќе играме, па после ќе тажиме. Ајде. Абе има ли хубава музика од македонскава? Кларинетов, плаче. Плаче. Зелникот на баба останува символ на домашната кујна, но и доказ дека старите вредности и рецепти се уште живеат меѓу луѓето. Почитувани гледачи, мислам дека уживавте во изминатите минути и имавте можност да погледнете како помина 12-тото поред издание на манифестацијата Зелникот на баба. Екипата на Протон морам да истакнам дека си помина одлично, имавме можност да пробаме од прекрасните изработки на тесто кои што беа дел од ова 12-то поред издание на манифестацијата Зелникот на баба. Мене ми представува да ве поздравам и да ви посакам убав и прекрасен ден. Чао!